За денешната емисија Бразди се јавуваме од Струмичко. Денешниот разговор ќе биде посветен на сите оние активности кои што се случуваат во овој период од годината во Струмичко кај раноградинарите, но и сите оние мерки за поддршка кои што се актуелни, а кои што може да добиете подетални информации во Агенцијата за поддршка на развојот на земјоделството. Еве, како представник од агенцијата тука во Струмичко, што најчесто ве контактираат земјоделците, за што е сега најактуелно, или да почнеме од тековното производство, што сега се прави во моментот? Да, значи Струмичкиот регион поред тековните работи, значи тековни работи во Струмица подразбираат од 1.1. па се до 31.12. Значи секој пат, во секој момент, во секој период се имаме значи тековни работи каде што таков е регионот, значи од отворено производство, производство под заштитен простор, производство под контролирани услови, така натаму. Значи во секој момент има Нема зимо, нема пауза. Нема пауза, значи секој пат сме во работа, значи нема периоди кај што имаме повеќе работа, кај што немаме, каде што има помалку работа, и така да застапени се сите области, раноградинарството, поледелството, овоштарството, лозарство и така натаму. Периодот на производство на расад е зад нас, генерално, така, во најголем дел со расадот се заврши. Што отприлика од културите сега, до која фаза се, во што сега се прави по пластеници? Така, значи моментално е во ек бербата на зелка, рана зелка, значи пролетна. Понатаму, како што и овде присуствуваме на еден терен кај што веќе имаме расадена домата под заштитен простор, систем на наводнување капка по капка, каде што е строго контролирано од советниците за поттикнување на развојот на земјоделството. Веќе тоа е во добра кондициона форма или фаза се надгледуваат значи две китки кај што се формирани на одредена и правилна форма, значи висина или должина над формирањето над цветната китка. Понатаму во тек е производството на пиперка од сортата куртовска капија, која што ќе биде расадена после 10-15 мај, што значи исто така благодарение на временските услови кои што овозможија да се одгледуваат пријатна клима со светлосни денови, значи со температурни услови, расадопроизводството е во одлична кондиција. Значи, кога е расадопроизводството во добра кондиција и кога се работуваме добро со земјоделските производители, тогаш се трудиме и трошоците да бидат намалени. Значи, немаме толку третирање над заштитни средства, употреба над фунгициди, инсектициди и така натаму. Тоа сето е поврзано што на крајот би требало земјоделскиот производител да има и добар бенефит или добар профит. Со зелената салата со марулата се при крај, краставиците до каде се? Краставиците исто така, значи имаме понекаде берба веќе на краставица, поточно на места во региони кај што имаме дополнително грејење. Значи тоа е местата во регионите на Банско каде што се употребува термалната вода, меѓутоа имаме и населени места како што се Муртино, како што е Куклиш, Бориево, имаме значи населени места кои што користат огревни дрва за сега и вршат дополнително грејење над производите кои што се стварно во одлична состојба, кои што можеме понатаму да ги видиме веќе и во фаза на берба. Тие таквите региони се едни од регионите кои што ги пробиваат првите пазари, кои што ги отвараат вратите, кои што понатаму само треба да ги држиме отворени за пласман на раноградинарските. Се посилна ни е некако конкуренцијата, се чувствува тука албанското производство од Албанија кој што има, да речеме, попријатна клима, веќе ни стануваат конкуренција на некој начин. Така е, ние сме присутни со земјоделските производители секој пат. Сме присутни и со купувачите на нашите производи. Значи, зборувам за нашите производи кои што ги произведуваме ние на нашиот регион во Република Македонија. Меѓутоа се нудат исто така и, како што спомнавте, производи од увоз. Меѓутоа, верували или не, се приметува ова разлика на нашиот квалитет на производ и увозниот производ кој што би требало понатаму малку да внимаваме, значи во состојби во периоди, пример од декември месец па до половината на март месец, да го зголемиме нашето
производство во зимските периоди, каде што во тие периоди недостасува нашето производство. Имаме услови за Да не такво оставаме такви празни простори. да не оставаме такви простори кои што ќе бидат покриени од увоз, меѓутоа и како квалитет морам да спомнам, значи да споменам дека и како квалитет тоа го чувствуваат и самите потрошувачи на нашите земјоделски производи, дека далеко одстапува од увозите, што значи во позитивна смисла доста е нашиот квалитет Да, на не е исто, производи. тука има традиција долгогодишна, Така. веќе понапредни се производителите, Да, подобре соработката со вас, со науката. Така, еве рана пиперка да кажем, да споменеме дека Банско веќе имаме во пол неке бербата над лута пиперка и блага пиперка исто, значи од типот над капија, меѓутоа значи од 15 јануари имаме веќе берби па до 10 јануари, што значи со доста добар квалитет, со извозен квалитет, доста вкусни и доста барен е нашиот пазар. Затоа во овие периоди сметам дека нашето земјоделско производство или одредени производители кои што имаат услови за одгледување на пластичкото производство под контролирани услови, да им дадеме можност да малку го прошират повеќе таквото производство. Каква е соработката со агенцијата? Вие сте тука фактички да бесплатно да им давате секакви совети што им требаат во текот на производството, дали полека се гради таа доверба, какви се искуства, какви се знаења им пренесувате, дали од самиот старт при изборот на хибридите, на се она што е важно од агротехничките мерки им укажувате? Така е, неминовни се контактите помеѓу советниците од агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и примарниот, значи или директниот производител. Секаде каде што имаме услови за редовни контакти со земјоделските производители и самото производство се двои и во квалитет и во количини. Сето тоа се одразува и во профитот на крај? Во профитот се одразува. Значи, голем дел на земјоделски производители за разлика од неколку години уназад веќе сватија приметија дека таквите консултации се неминовни. Дали се однесува директно околу подготовката на почвите, дали се однесува, што е многу битно, околу почетокот, изборот на сортите. Се трудиме, значи, да им укажеме на земјоделските производители што се однесува во градинарскиот дел, да употребуваат хибриди кои што се со пократок вегетационен период. Што значи тука не пратат и климатските промени кои што и те како адаптацијата на таквите промени, каде што и те како минатите години зададоа доста проблеми, ни задаваат сега и понатаму ќе ни задаваат такви проблеми. Што значи нашиот земјоделски производител укажуваме дека мора да биде на таквите ситуации колку толку припремен, бидејќи ќе се случуваат такви моменти. Меѓутоа морам да споменам дека наидуваме на доста големо разбирање, доста голема соработка и таму каде што сме сега присутни, значи имаме и такви среќавања каде што укажуваме и околу осигурувањето на таквите посеви и околу проблемите кои што се јавуваат во текот на производството. Дали поединични, дали се групни средби, дали се презентации, средби каде што се укажуваат на една појава негативна, појавање на повеќе места, значи тука мора да се заеднички инсистираме таквите проблеми бидат отстранети или стопирани или превентивно претходно превземени за да не дојдат до катастрофални последици, бидејќи нашето земјоделски производител е исклучително во областа на производството и тука живее самата фамилија во тоа производство. Времето не е веќе како што било. Што од другите мерки во ЕК сега е подготовката и информирањето на земјоделците за помасовно искористување? Ќе ни следи ИПАР 2, ги информирате кои се новините, што можат еве и преку емисијава да упатиме една апел, едно укажување? Така, во ИПАР 2 значи исто така имаме кампања околу осигурувањето на посевите, меѓутоа и информација околу јавниот повик кој ќе следи ова година, кои ќе бидат тие новини околу информација околу ИПАР 2 програмата, значи дека тука ќе имаме измени во кофинансирањето, наместо 50, 60, 40 ќе биде
плюс ќе бидат вметнати не само градинарските, лозарството, овоштарството, туку ќе бидат вметнати ќе се значи аплицира и за полиделските култури кои што претходно беа само исклучително во програмата за рурален развој, значи во нашата национална програма. Тука ќе бидат значи и луѓето кои што се со полиделски култури значи засегнати за да можат да аплицираат по таквите програми. Понатамо исто така продолжуваат 65% за млади фармери кои што се од 18 до 40 години и морам да споменам досегашните мерки кои што беа спроведени од страна на ИПАРД програмата, исто така и програмите за рурален развој, имавме масовен одзив од страна на земјоделските производители кои што нас тоа не радува, значи бидејќи се работи со доста застарена механизација кој што ја потребуваат земјоделските производители. Меѓутоа знаеме без нова механизација, без квалитетна механизација немаме и квалитетна обработка. Ако површината која што е засеваме на стално место не биде добро обработена, не можеме понатаму да очекуваме и добри резултати. За нас почвата е душата на растението. Значи почвата е таа што понатаму ќе го носи растението со помош и со додавање на тоа страна на земјоделскиот производител и советниците кои што мора да бидат непосредно до земјоделскиот производител и да окажуваат на некои ситуации кои што ги премитуваат како негативни за да можат полека да се применат од страна на земјоделскиот производител. И друго што можам да споменам дека тука се запознаваат исто така при таквите средби и земјоделските производители со примената на минималните услови за добра земјоделска пракса. Повторно и преку емисијата ќе апелирам, значи земјоделските производители да водат евиденција кои се тие сорти кои што ги употребуваат, што употребуваат на тие катастарски парцели кои што им се засадени со земјоделски култури. Да водат некоја блага евиденција што прска една евиденција, минимална евиденција кој што ќе им биде еден патоказ понатаму, бидејќи при самите контроли од Агенцијата за финансиска поддршка им бараат веќе значи дали тие применуваат таа добра земјоделска пракса. Сме свесни дека во целост не може да ја применат и да ја имплементират. Меѓутоа делимично, значи полека треба тој дел околу евиденцијата. Треба значи полека да се некои работи води сметка, ипак самиот производител ќе знае кај се наоѓа и до кај кои се тие средства, пестициди или хемиски средства кои што се употребуваат, каренцата на нивната употреба кој што и те како ќе биде битно и до сега, меѓутоа понатаму ќе биде се уште повеќе изразена таа употреба и внимавање пред заштита колков е периодот на делување на тој препарат на самото растение. Тука мора внимавање да има страна на производителите. Господин Григоров, ви благодарам за учество во Бразди. Ви благодарам исто на каната. Поштовани гледачи, ете, и од нас уште едно окажување, производителот на храна е тој што секогаш треба да биде одговорен. Побарајте ги слободно советите од Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството, бесплатно ви стојат на услуга. Ќе имате вакви успешни примери, вакво успешно производство, тука се да ви помогнат на патот кон профитабилно и економски исплатливо земјоделско производство.